Беше тоа на 1. април 527 година, кога византискиот цар Јустин I го именувал својот внук Јустинијан I за совладател и наследник на престолот. Јустинијан I настојувал да ја обнови моќта и големината на Римската империја, која била ослабена со упадите на барбарските племиња. Големината на овој цар е неразделно поврзана со неговата длабока православна вера. Изградил голем број прекрасни храмови, од кои најубав е Света Софија во Цариград. Ги собрал и ги спроведувал римските закони. Поради неговите заслуги за развојот на црквата и ширењето на верата, светиот цар Јустинијан се смета за светец во православното христијанство. Јустинијан е роден во скопското село Таур, тогашен Тауресијанум, и отија основал првата македонска архиепископија Јустинијана Прима, со седиште во Скопската област. Државниот правен факултет во Скопје сега го носи неговото име Јустинијан I. На 1. април 1919 година е роден Ристо Џунов, македонски економист, национален деец, првоборец, еден од организаторите на НОБ во тиквешијата, државник, обштественик и дипломат. По завршувањето на Втората светска војна, Џунов извршувал бројни обштествени и државни функции, републички и сојузен пратеник, член на извршниот комитет на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, секретар во владата на Народна република Македонија, секретар на президиумот на Собранието на Народна република Македонија во периодот од 1949 до 1951, подпредседател на извршниот совет на Народна република Македонија, председател на Задружниот сојуз на Македонија, председател на Задружниот сојуз на Југославија, член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија во периодот од 1958 до 1962 година. Секретар за труд и социјална политика на Сојузниот извршен совет, член на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и амбасадор на СФРЈ во Кралството Шведска во периодот од 1971 до 1978 година. Носител е на партизанска споменица 1941. Беше тоа на 1. април 1924 година, кога е извршено втемелувањето на музејската дејност во Македонија. Собирањето на предметите од античкиот и од средновековниот период, кое започнало во 1919 година, а 5 години подоцна бил оформен тогашниот музеј на Вардарска Бановина како прва музејска институција и бил сместен во Куршумлијан во старата Скопска чаршија. Подоцна преименуван во Музеј на Јужна Србија, па Народен музеј во текот на Втората светска војна. Од 1949 година се нарекува Археолошки музеј на Македонија, кога музејските збирки биле сместени во зградата на касарната на Скопското кале. Од 1982 до 2013 година Археолошкиот музеј действувал како составен дел од Музеот на Македонија. Поминувајќи ни сите историски и обштествени промени, Археолошкиот музеј во Скопје во текот на своето постоење од да речиси цел век до денес продолжува да биде столб на собирањето, истражувањето, згрижувањето, проучувањето и презентацијата на движното археолошко наследство. На 1. април 1951 година е основан Архивот на Македонија. Веднаш по формирањето Државниот архив на Република Македонија пристапува кон формирање мрежа на архивски установи низ Република Македонија. Најнапред тоа се архивски седишта при народните музеи, а подоцна тие прераснуваат во самостојни институции. Од 1990 година се врши интеграција на архивската служба во Македонија, со што самостојните архивски установи низ Републиката стануваат подрачни одделенија. Беше тоа на 1. април 1960 година, кога е родена Јадранка Костова, македонска новинарка. Костова работела во повеќе македонски електронски печатени медиуми. Во 1984 година, по покана од Македонското радио и телевизија, влегува во јавниот сервис. По заминувањето од оваа куќа поминува еден дел во Сител телевизија, а потоа и во Канал 5 телевизија. Во 2003 година станува главен уредник на списанието Фокус.
На 1. април 2021 година започна пописот во согласност со протоколот за заштита, а пописот во диаспората се одвиваше со задоволителна динамика и без никакви проблеми. На 1. април 2022 година, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство направени се 2669 тестови, а регистрирани се 149 нови случаи на COVID-19. Регистрирано е едно лице од Скопје на 88 годишна возраст, починато во болнички услови. 3 починати лица од Штип, Кичево и Гевгелија на возраст од 73 до 81 година. Двајца од нив починале во домашни услови, а едно лице починато во болнички услови. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 307.654, а бројот на оздравени пациенти е 297.059. На починати е 9.244. 1. април е Светски ден на шегата и ден на архивистите на Македонија.